Сител. Денарот слави 20 години од своето постоење. Неговото воведување беше исклучително важен потек. Денеска е меѓу најстабилните валути во светот, изјави председателот Ѓорѓе Иванов. Народната банка покажа капацитет за одржување финансиска стабилност и создавање сигурен и стабилен банкарски систем. Тоа според Иванов се должи на независноста на Централната банка. Од хиперинфлација до валута која се смета за една од најстабилните. 20 години од монетарното осамостојување, денарот денеска е најпреферираната валута на македонските штедачи, кои рече си половина од депозитите ги чуваат токму во денари. Државниот врв воведувањето на денарот го нарече големо постигнување на македонската државност и чувар на монетарната сувереност. Како што армијата ја брани територијалната сувереност, така Народната банка на Република Македонија континуирано ја чува нашата монетарна сувереност. Народната банка досега покажа капацитет во постигнување на финансиска стабилност и одржување на сигурен и стабилен банкарски систем. Навистина постигнавме доста. Стартувавме со инфлација од околу 2100. За во последните 15 години да имаме инфлација од околу 2%, што е на ниво на просекот во Европската монетарна унија. Навистина сметам дека тоа е достојно за гордење. Учесниците во монетарната политика велат дека изминатите 2 децении Македонија се соочи со многу политички и економски блокади, но ниту една не успеа да разниша валутата која обезбеди ценовна стабилност за граѓаните. Можеме да бидеме горди што тој представува една од водечките валути по својата стабилност, со висока доверба, која што се денеска одразува и во штедењето кај банките, каде што доминира пред се денарското штедење. Успеавме, рече се, без девизни резерви, кога го воведовме денарот од 92 за кратко време да избегнеме одвителот на хиперинфлацијата, да постигнеме ценовна стабилност која ја одржуваме на ниво на еврозона. Денес, иако постојат сугестии за воведување на флексибилен курс за да се поттикне економијата, повеќето експерти се согласни дека фиксниот курс е од корист на земјата и дека конкурентноста треба да се обезбеди со иновации и изголемување на продуктивноста. 20 годишнината од денарот се одбележува и со пригодна поштенска марка на Македонски пошти.